Членот 102 од новиот закон за Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, кој е на сила веќе една година, ја отежнува и така лошата состојба во која што се регионалните и локалните приватни медиуми и доколку истиот остане таков каков што е, многу брзо ќе се доведе во прашање опстанокот на овие јавни гласила, а воедно и ќе се намали транспарентноста во работењето на институциите. Ова е ставот на главниот и одговорен уредник на Телевизија Плюс од Куманово, Драган Ивановски, кој е член во управниот одбор на Сдруженијето на локални и регионални приватни радиодифузери Медиум Објектив. Имено, членот 102 гласи државните органи, органите на државната управа, јавните предпријатија, единиците на локалната самоуправа, јавните установи и институции, како и приватните лица со јавни овластувања и трговските друштва во целосна државна сопственост не смеат да предвидуваат средства за информирање и запознавање на јавноста со своите услуги или активности преку приватни радиодифузери. Согласно ова, приватните радиодифузери не можат да извршат наплата за каква било реално испорачана услуга кон сите установи. Спорниот член беше донесен на 31 декември 2018 година без да биде ставен на јавна расправа. Затоа Ивановски вели дека итно треба да се најде соодветно решение кое ќе одговара на сите, но и ќе придонесе за намалување на корупцијата во медиумите, а нема да е на штета на локалните и регионалните приватни медиуми. Ние се бориме за тоа корупцијата во медиумите да не е присутна и да се спречи, меѓутоа потенцираме дека за опстанок на локалните и регионалните медиуми е нужно тие да соработуваат со органите на локалната самоуправа, да можат да наплатат за реално испорачани услуги и при тоа на некој начин не да го обезбедат опстанокот, ама да имаат некој посигурен статус при што би можеле поизбалансирано да информираат и така да обстанат на пазарот и да придонесат за редовно информирање на граѓаните за оние проблеми што ги мачат, а се дел од нивниот секојдневен живот, нешто за што не информираат во никој случај националните медиуми, проблеми кои што можат да се чујат исклучиво на локалните медиуми. Ивановски посочи дека се согласуваат дека не треба наплатата да се извршува по основ следење активности на избрани представници, градоначалници, директори, но не треба да сеускратат средства и за реално испорачани услуги во вид на кампањи, објави, соопштенија, како и повеќе часовен ангажман за директен пренос од седниците на Советот, кој што веќе неколку години го прави Телевизија Плюс. Го споменам, например, Куманово газ, кое што нормално преку кампања треба да дојде до повеќе број на приклучоци, кои што ќе резултират и со поголема финансиска добивка за самото предпријатие. Доколку ние би работеле таков вид на кампања, би снимале видеоспотови, истите би ги монтирали и потоа емитувале на нашата програма, се бориме за тоа исто да можеме и да го наплатиме. И секако нешто што најмногу ќе потенцираме од сега е сигурно важно пред се за транспарентноста на работењето на единиците на локална самоуправа, преносот на седниците на Советот. Моментално, директниот пренос кој се емитува оди по заслуга на Телевизија Плюс како, да кажем, општествено одговорна институција или медиум кој што не сака да ги сопре, немаме намера да ги сопреме преносите на седниците на Советот, затоа што мислиме со тоа ќе ускратиме јавноста за оние информации кои што тие сакаат да ги добијат од прва рака и да видат кој се залага за она што им го има ветено или тие го имаат барано, односно се залага за нивните права и за тоа тие да живеат подобро и да имаат полесен пристап во секојдневните обврски. Значи, го вршиме тој пренос, меѓутоа по новиот закон би требало да прекинеме со тоа. Тврдиме дека со тоа сигурно ќе се намали транспарентноста во работењето на единиците на локалната самоуправа. За овој проблем веќе се одржале неколку средби со новинарските здруженија, но и со надлежните министри. Ивановски вели дека со Сдруженијето на новинари на Македонија имаат различно мислење на оваа тема, но се согласни дека треба да продолжат преговорите, додека од министерствата посочиле дека немаат проблем со промена на постоечкиот член и точна дефиниција, но бараат предлози. И поранешниот премиер Зоран Заев при последното гостување во емисијата Став на Телевизија Плюс порача дека заради транспарентноста на институциите, но и опасноста од згаснувањето на локалните и регионалните медиуми мора да се најде решение за спорниот член. Советот и опозицијата нема да ги пренесе Сител, Канал 5, Алфа или не знам кој друг. Ќе ги пренесе само локалниот медиум. Така да ќе имат можност да има седници
на совет во живо. Да ги пренесувате макар и постфестум самите седници на совет, да се слушне гласот на опозицијата. Така, ние веќе ја пренесуваме седницата на советот на општината. Ама не може да платите ништо за така. тоа. Заради тој член 102 треба си плати општината, заради тоа што тоа му е дел од одговорноста за транспарентност према граѓаните. Второ, ако се гради, не знам, спортската сала во одредено село, а другите граѓани не знаат дека се гради таму спортска сала, треба да бидат информирани. Се прави улицата во центарот на градот или во периферијата, другите граѓани што живеат во други локации во градот треба да знаат за тоа. Тоа сител, тоа Канал 5, тоа 24 вести, сите други национални телевизии или кабелски телевизии нема да го пренесат. Од тука доаѓа директната потреба за овој член 102 да се избрише, затоа што локалните и регионалните медиуми немаат и друг начин на свое опстојување. Тие имаат своји рекламички, помали компании тука што работат и слично, но ако сакаме да имаме транспарентност, сериозен фокус, дискурс и дебата во општеството, државата мора да ги најде начините да ги отстрани пречките за одржливост на самите медиуми. Деновиве и техничкиот премиер Оливер Спасовски најави дека се собираат мислења за измените на овој член, пошто веднаш следуваше реакција од Сдруженијата. Ивановски уште еднаш апелираше во име на Сдруженијето на локални и регионални приватни радиодифузери да продолжи дискусијата на оваа тема, да нема изречни забрани против измените, туку да се најде соодветно решение кое ќе им одговара на сите.